На годишно ниво се обучуваат околу 1000 волонтери, а се реализирани околу 150 проекти. ПХВ програма или Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е една програма која што 20 години ја работиме на територија на целата држава. Всушност тоа представува алатка преку која што ние ги регрутираме и ги задржуваме волонтерите во редовите на сите градови во целата земја. На годишно ниво обучуваме некаде околу 1000 млади луѓе кои што поминуваат 3 типа на обуки, значи теоретските вредности во Црвениот крст, но и практично како сето тоа што го научиле како хуманост, како да можат да го практицираат на терен. Начело со својот дисеминатор, значи секоја група од по 30 младинци во својот град во период од 3 месеци изработуваат мали проекти за добробит на заедницата или пак проекти кои што се однесуваат за грижа во својата заедница. Оваа година се сработени 150 проекти на територија на цела земја, помогнати се некаде околу 3500 луѓе, значи од страна на овие младинци кои што се на возраст од 13 до 17 години. Мислам дека навистина тоа е фасцинантно, од кои што 22 проекти се со сонце. Сонце значи дека тоа се проекти кои што направиле трајни промени во нечiji живот. И секоја година доделуваме пекар на онаа општинска организација која што има најмногу проекти со сонце. Токму денеска сме тука да го доделиме пекарот во Црвениот крст Радовиш, каде што Александра Сандева, дисеминаторот, со своите 30 младинци реализираше 4 проекти кои што се оценети со сонце, од кои што едниот проект беше пропратен со многу активности и собирање на средства за да се реновира купатило на едно социјално загрозено семејство. Вториот проект се однесуваше на собирање на средства за купување на очила на една стара жена која што живее во многу ранливо и многу тешки социјални услови. Потоа едниот проект беше за реновирање на една соба за живеалиште, да речеме. Исто така едно многу детно семејство и последниот проект со кој што они се добија со сонце е всушност проект во кој што реализира 15 работилници, во кој што младите од различни етнички припадности има можност да учат едни за други, се со цел промоција на мирот, толеранцијата и соживот во нашата земја. Значи многу труд, многу работа, но и многу промена на нивната дневна рутина. Значи не беа само социјалниве мрежи, туку го користеа своето време, да речем, на креативен и на добар начин за да направат промени во некои други средини. Црвениот крст како прави промени и инвестира во овие млади луѓе, бидејќи тие утре ќе бидат лидери во нашата заедница и мора да ги научиме како треба да се однесуваат. Своје обраќање пред присутните млади волонтери имаше и председателот на Црвен крст од Радовиш Ванчо Коцев, како и генералниот секретар на Црвен крст на Македонија Саид Саити. Настан, како повод и причина го имаше завршувањето на проектот на хумани вредности, ПХВ проектот во кој нашата општинска организација учествуваше со 8 проекти, кои проекти стручните служби на Црвениот крст ги означиле со највисока оценка, што за нас, морам да ви кажам, представува досега најголемо достигнување. Во тој дел би сакал посебно да им се заблагодарам на оние кои што се најзаслужни за ова, а тоа се нашите млади волонтери, без кои овие и сličни активности тешко дека би можеле да ги завршиме. Младите волонтери, предводени од нашата или нивната координаторка, нашата Мила Асани, која пак во координација со нашиот секретар на општинската организација Беница, направија еден добар тим кој, како што гледате, го постигна она што досега го немавме постигнато. Во името на Црвениот крст на Република Македонија и во свое лично име да ви се обратам и да ве поздравам денес и да го поздравам овој настан. Веројатно, вака кога зборуваат пред вас, луѓе и onda добивате инспирација да кажете повеќе нешта, но имајќи го во предвид моментот и времето дека сме ограничени, јас ќе се потрудам да кажам одредени работи за кои мислам дека ќе најдат место на денешниот настан. Јас сум сведок на овие збиднувања веќе последниве 10 години и многу ми е драго што овој проект, наречен ПХВ, промоција на хумани вредности, живее долги години во Црвениот крст на Република Македонија. Тоа е заслуга пред се на младите луѓе, на младите во Црвениот крст, тоа е заслуга на неуморните наши инструктори, дисеминатори, но секако дека е заслуга и на Александра со нејзиниот тим, што успеваат секоја година да го одржат во живот во смисла на негово прилагодување и адаптирање на општествените потреби. Но секако тука не би сакал да ги заборавам и да ги испуштам нашите општински организации, пред се секретарите кои секојдневно и неуморно соработуваат со тимот на ПХВ, но
крајно волонтерите зад нив стојат и ја даваат потребната поддршка за сето тоа да функционира. На настанот беа доделени благодарници за соработка со Црвен крст од Радовиш на општина Радовиш, на рудникот за Бакар Бучив, на основните училишта од општината, на Центарот за култура Ацо Караманов и на други соработници и поддржувачи на Црвен крст. Да искажам мојата благодарност како општинско раководство, кое што поддршка ја даваме во секој случај и во секое време на општинското раководство на Црвен крст, бидејќи хуманите вредности ова ПХВ акција циклус 2018 година од 22 проекти нашите млади активисти направиле 4 и ова заслуга за денешниот собир во Радовиш е во нивна чест.